Драги гледачи, поздрав од спортската редакција на Ирис телевизија. Нова средба, нови возбудувања, овој пат празничи, бидејќи на програмата се надпреварите од 24-то великденско коло. Камерата на Ирис телевизија овој пат е на градскиот стадион во Провишти, на средбата помеѓу екипите на Рудар 1947 и на Кидго Пекчево. Средба во која екипата на Рудар ќе бара начин да дојде до трите вода, кои се и те како важни во борбата за опстанок. Рудар засега е на предпоследното 13-то место на табелата со 17 бодови или само 3 бода повеќе од последно пласираната екипа на Слога 1934 од Виница, која има 14 бодови. Впрочем, тимот на Рудар е во година на јубилеј, 70 години од формирањето, и кога нема други можности, опстанокот во третата Лига Исток ќе биде прослава на овој исклучително важен момент. И тимот на Кидго Пекчево ќе ги брка трите бода. Засега е на 6-то место со 38 бодови или 2 бода помалку од петопласираниот тим на Овчеполет Свети Николе, кој има 40 бодови, додека пак четвртопласираниот тим на Каменица Саса има 46 бодови. Од тука екипата на Кидго бара приклучок кон првите 4 места кои водат во втората македонска фудбалска лига. Времето во Провишти е сончево, теренот е тревнат и идеален за игра и со право љубителите на трибините очекуваат квалитетен надпревар. За овој надпревар тренерот на Рудар 1947 Зафир Стојманов се реши за следниот состав: Антонije, Петрушев, Трајчевски, Стојманов, Заков, Маđов, Манев, Јовчевски, кој е капитен на екипата, Атанасовски, Михиловски и Анастасовски. На клупата за резервни фудбалери кај Рудар се Кралевски, Ангеловски, Алексов и Нунев. Тренерот на Кидго Пекчево Трајче Сенев се реши за следниот состав: Богдановски, Колев, Денковски, Синев, Алексовски, Симевски, Тиквешанац, Димовски, Владко Стојанов, Мартин Стојанов и Тонев, кој е воедно и капитен на екипата. На клупата за резервни фудбалери се Јамаковски, Стојанте Стојанов, Зафиров, Ташков и Жежов. Главен судија на надпреварот е Драган Јаневски од Кочени, со помошниците Тоше Џамов и Александар Здравковски. Делегат на овој надпревар е Игор Данилов, а контролор Атанас Кушовски и двајцата од Кочени. Судијата Јаневски даде знак за почеток на надпреварот, а првиот удар го имаше Марио Атанасовски, играчот на Рудар 1947, кој се пак во зелени дресови. Интересно, иако Рудар е во опасната зона, неговите верни навивачи и навивачката група Вагабонти се овде присутни да го бодрат и мотивираат својот тим за добра игра и за освојување на нови бодови. Почетокот по првичите испитување на силите на теренот беше лош за домакините. Уште во првиот старт, капитенот на Рудар Емил Јовчевски со број 10 се пожали на повреда и не беше во состојба да продолжи. Мораше да го напушти теренот, а тренерот Стојманов да прави природна замена и во игра да го внесе играчот со број 17 Стефан Нунев. По почетот испитување ја бележиме акцијата на Кидго, која ја започна Синев. Ова ја дојде топката до Тиквешанац. Пред него го имаше Димовски, кој, откако ја прифати топката, ја упати кон Симевски. Следи смирување за Алексовски, кој шутира силно, но непрецизно крај голот. Нова акција на гостите во 12-та минута, по слободниот удар на Алексовски. Одбраната на Рудар е конфузна и топката доаѓа до Симевски, кој од свртување шутира крај голот на домакините. Димовски очигледно расположен за игра, ја предводи и следната акција, запослувајќи го Тиквешанац. Седува од центаршута Симевски повторно шутира свртување со глава, но за малку крај голот. Во екот на нападите на Кидго, Рудар можеше да казне преку брзата и ненадејна акција на Атанасовски, кој сам, непречен од никого, се упати кон голот на гостите. Голманот Богдановски тргна кон него, а Атанасовски избрза, шутираше силно, но непрецизно, за малку крај голот. Шанса која не смееше да се пропушти. Во 80-та минута Димовски доби топка од Колев. Следуваше дриблинг и додавање кон Алексовски,
кој пак лошо е зафати топката, шутирајќи непрецизно над голот. Па треба да изгубите, да ви кажам. Во следната акција беше фаулиран Димовски. Слободниот удар го изведе Лексовски, а Трајчевски несмошно интервенираше со глава и срувајќи ја топката во корнер. Одлучно изведениот корнерот Дарко Лексовски ќе завршише со гол, ако не беше голманот Антониев, кој од самата гол линија со крајни напори ја сврли во нов корнер. И повторно, по трет пат Лексовски од корнер директно во голот на Рудар и повторно Антониев од самата гол линија спасува гол и ја сврла топката во нов корнер. Убави акции, атрактивни нафрлување на Дарко Лексовски, кој голманот Антониев на само нему свестен начин успеа да го одбране својот гол. Во 38-та минута Синев го проигрува Стојанов. Овој веднаш додава код Димовски, кој пак го бара Симевски пред голот, но пред него интервенира Петрушев и исфрла топката во корнер. Во седниот напад оди Тиквешанец, кој додава до Димовски, овој веднаш кон Симевски. Топката подрипнува и ударот на Симевски завршува со топка крај голот на домашните. И тоа беше се за првите 45 минути, во кои видовме активна игра на играчите на Кетго со надмактост на теренот, но без завршници и повремени контранапади на домаќините кои на тој начин сакаат да го изненадат гостинскиот тим. Здрав и поздрав много. Се нало, поздрав и... Пријатно. Драги! Во втори дел тренерот на Кетго Трајче Сенев изврши една замена и на местото на Мартин Стојанов со број 21 во игра влезе Ангел Зафиров со број 7. Тоа навестуваше уште побрза и помотивирана игра на гостинските играчи со цел надмактост од првиот дел конечено да се круниса со постигнување на голови. А тоа и се случи по само 5 минути игра во вториот дел. Укаши. Со фудбал види. Слободен удар, јака имаше шут. Тоа ги репне и пукне. Алексовски очигледно расположен и мотивиран за игра, одлично го проигрува Симевски, кој е побрз и поумешен од Манев и шутира во спротивниот агол на голманот Антониев за водство на Кетго или за резултат 0:1 во 50-та минута. И жена му наставали исто генерација. По само 3 минути игра во акција Димовски од лево додава до Симевски, а овој со полуволеј шутира крај голот на Антониев. Во седниот напад учествува Колев, кој го проигрува Симевски, нов обид од далеку да се загружи голот, но топката оди непрецизно над голот. Сечи како во првиот дел, домашните можеа да каза со ненадаен ждроп удар на Маđов, но сепак топката за малку не заврши во голот на Богдановски. Веднаш потоа се заканија гостите со добра акција, започната од Колев, која продолжи преку Алексовски и Зафиров, кој пак дојде во изгледна ситуација за шут кон голот, но беше несебичен и ја врати кон пеналтикот, каде што беа Димовски и Симевски, но сепак спаси Заков и топката дојде до голманот Антониев. Зафиров победа акција по која го проигра Симевски, овој прецизно за Димовски. Домашниот играч Манев не успеа да го задржи и да го спречи ударот на Димовски во голот за зголемување на водството на Кетго или за резултат 0:2 во 60-та минута.
му е тоа даде? Не знам точно. По краткотрајното затише, ново возбудување бележиме во 70-та минута. Играчот на домашните Алексов се избори за една топка крај од линијата и упати долга дијагонала кон казнетиот простор на гостите. Се дуваше лоша проценка на голманот Богдановски, а на искусниот Марио Атанасовски не му беше тешко да ја пласира топката во празниот гол за резултат 1:2 во 70-та минута. И врдаме. Кому не го говори? Не знам. Чекай, век. 11-ката. 13-ката. Во 75-та минута веќе беше 1:3. По слободниот удар на Дарко Алексоси, Сине беше снаодлив, шутира со глава во мрежата покрај немоктиот голман Антониев. Играта на домаќините беше разбиена, а гостите на два пати ја погодија и стативата во една иста акција. Која минута? 30. Видели 30. По корнерот од Алексовски, Жежов ја сврте топката со глава, кој од стативата се одби и се isfrли до Зафиров, кој веднаш од далеко шутира, но повторно стативата беше сојузник на домашниот голман. Ќе ги ва 11-ката. Судија. Оше многу има. Во 85-та минута Жежов во контра го проигра Стојанте Стојанов, кој додаде кон Зафиров. Следи убав дриблинг во дуелот со Алексов, враќа повторно за Жежов, од него топката се одбива и доаѓа до Симевски, кој ја пласира во мрежата на немоктиот голман за веќе убедливи 1:4, а ја бележиме 89-та минута. Кој го даде бе си? Серев! Ова пушка првото што е напред. А Стојанче на боци. Трајче, кој го даде бе? До крајот ја бележиме акцијата на Рудар, во која Алексов упати центаршут кон Атанасовски. Овој пат упати незгоден удар, но голманот Богдановски одлично одбрани и свалајќа топката во корнер. 4-4-4. Се дали нека чашка повеќе. Таа е. Иначе не се оде. И тука беше крајот на овој исклучително фер и коректен надпревар со одлична свирка на судијската тројка на чело со Драган Јаневски од Кочени, кој додели само еден жол картон. Рудар 1947, Кит го Пехчево 1:4, со головите на Синев, Димовски и Симевски 2 за Китго и Атанасовски кој беше стрелец за Рудар 1947. Се доаѓаме на градскиот стадион во Пробиштип, каде што во тек е надпреварот помеѓу екипите на Рудар 1947 и Китго Пехчево. До мене е Стојан Стефановски, познато име за Штипјани и за Пробиштипјани, меѓутоа еве на почетокот тој нека ни се представи за се она што во текот на својата кариера го доживел и во Штип и во Пробиштип. Благодарам. Ако почнеме со Штип, таму учев средна школа, познатата учителска школа, генерација предпоследна, генерација која даде многу голем број на образовен кадар во целиот источен дел на Македонија, а инаку потекнувам од селото Лесново, општина Пробиштип. Живеам и работам во Пробиштип цел век, така да се каже, и целиот мој работен век му го посветив на новинарството, иако по професија сум професор, средношколски професор, сепак целиот работен век во најголем дел ми помина како спортски соработник, спортски дописник на сите спортски весници во поранешна Југославија и во Македонија, и во тој смисол можам слободно да речам дека Рудар како фудбалски клуб
е символ на нашиот град како фудбал. При тоа да кажам дека за оние што помалку се сеќават на тоа, до 60-тите до 70-те години како символи на фудбалската Источна Македонија беа 4 клуба: Брегалница, Беласица, Осово и Рудар. А подосна се појавија Саса, се појавија Плячковица, се појави и така натаму. Кога сум кај ова да кажам дека Рудар е прв фудбалски клуб формиран после ослободувањето и е од ретките клубови кој што е формиран веднаш после ослободувањето, поточно на 1. мај, според тогашните состојби и пракси на предлог на синдикалната организација во рудниците за олово и цинк Златово, кои тогаш биле југословенска фирма, така се каже, со голем број вработени, е формиран првиот фудбалски клуб во Македонија, во Слободна Македонија. Тоа е фудбалскиот клуб Рудар. Само ради илустрација да кажеме дека најпознатиот и најреномиран клуб на Рудар на Македонија, Вардар, е формиран после 2 месеца после формирањето на Рудар. Меѓутоа, у почетокот на своето формирање нормално се надпреварувал во разни рангови на надпреварување, а најдолго во така наречениот славен Штипски фудбалски подсојуз, кој што постоеше од 1953 се до 1970 скоро, при што често го менуваш името Брегалнички фудбалски регион, Штипски фудбалски регион, меѓутоа најголем дел беше Штипски фудбалски подсојуз. При тоа да кажем дека Рудар, мене ми е денеска многу жал што се ова го снимаме на еден надпревар од најдолен ранг, така се каже. Рудар, кој што едно време беше поим за извор на спортски таленти, од кај што излегува неколку репрезентативци на Македонија, односно во поранешна Југославија како репрезентативци на Република Македонија, а потоа и државни репрезентативци. Само да илустрација да ги спомнам: Сандре Маневски, Љупчо Наумовски, Владко Досев, кој остави голем печаток во целиот источен дел како фудбалер и на Осого и на Брегалница, кој го паметат сите добри љубители на фудбалот. Меѓутоа, времењата се менуваат, Рудар дојде во ситуација да преживува последните 10 години. Мене ми е многу тешко и криво како човек што јас еднаш пресметав тука на ова место покрај аут линијата, сум поминал цели 2 години, бидејќи 40 години бев постојано и на тренизи и на надпревари. Сега ми е жал што Рудар дојде во ваква ситуација, но јас секој сум оптимист како секој спортист дека Рудар пак полека се чини дека се враќа полека, бидејќи сега едва кубури, така се каже, во третата лига Исток, каде што е во сосема долниот дел на табелата. Меѓутоа, со доаѓањето на новиот спонзор, односно собственикот на фирмата Булмак, рудниците практично Златово што беа порано, кој го прифати да го помага, да го поддржува надпреварувањето на Рудар, се надевам дека еден ден ќе дојде Рудар пак на своите. Ова година требаше Рудар да го одбележи со некој подобар успех, бидејќи се навршуваат 70 години. 70 години од постоењето на Рудар, 1947 2017. Веднаш да кажам дека јас толку му посветив на овој клуб што пред 20 години јас ја напишав книгата, монографијата за Рудар, 50 години ФК Рудар Пробиштип. Тоа беше 5-та монографија, само 5 клуба во Македонија има таква монографија, и Рудар се најде во првите 5 кои што има своја монографија во која се е опишана целата историја на развојот на фудбалот во Пробиштип. Да се надеваме дека таквите успеси не може да останат заборавени и дека пак имаме шанси Рудар да биде она што некогаш бил, да биде расадник на фудбалот и да расадник на голем број на фудбалери. Инаку, мојата врска со Штип, не само како ученик, јас имам многу тамо другари, пријатели, роднини и така натаму, кои што во оваа прилика ги поздравувам и посакувам се најубаво, и да кажам дека во многу сум учествувал многу пати, најдобрите фудбалери на Рудар многу пати станали фудбалери на Брегалница. Врската Рудар-Брегалница потекнува од 63-та година, кога први фудбалери кои од Пробиштип играле за Брегалница се познатиот наш историски фудбалер на Пробиштип Глигор Велков Голе и Добре Јакимов, кој уште во почетокот на 60-те години, 62-63 година, настапуваа за Штип, односно за Брегалница од Штип, во тогашната четврта зона, кога Брегалница настапуваше и ги бранеа успешно боите. А подосна многу фудбалери од Рудар играле во Брегалница, а и обратно многу фудбалери од
Брегалница Штип настапувале, ги бранеле боите на Рудар и тоа сосема успешно. А посебно сакам да нагласам тука дека и во тренерскиот дел, така се каже, најуспешните тренери кои досега го тренирале Рудар биле, така се каже, природно од Штип. Тука не можам да ги одминам, да ги спомнам, повеќе луѓе се биле од Штип тренери на Рудар, меѓутоа прв и најосновен и најуспешен, кој што два пати успеа да го воведе Рудар во повисок ранг на надпревари, е познатиот легендата на штипскиот фудбал Јордан Ражанков Јоле, а исто така длабоки печатоци со својот престој во пробишти во два наврати оставил и познатиот фудбалски работник, односно тренер и професор од Штип, господинот Мирко Наџаков. Во тој смисол, јас и во оваа прилика би се заблагодарил во име на сите љубители на фудбалот од Пробив Штип на нивното учество во успесите на Рудар во изминатите 70 години. Иако последните 20 години по одбележувањето на 50 годишнината Рудар се наоѓа во една подолга фудбалска агонија, која што се надеваме дека ќе заврши некогаш, односно наскоро, и Рудар пак ќе биде она што бил некогаш. Стојан Стефановски, Лафе. Така беше прекорот по кој те знаеш Штипјани, проби Штипјани. Јас ти благодарам и се надам дека со овие нови подобрувања на некои поволни ветришта Рудар полека ќе се врати на она фудбалска карта, пролигашка фудбалска карта на Македонија. Јас ви благодарам на вашата надеж и желба да тоа така биде, а во тој смисол многу треба да се направи, сега веќе се работи. Гледаме деца, вие видовте тука дури и навивачка група. Ние едно време имаме позната навивачка група Абре Убре се викаше во времето кога се формира навивачките групи, а и ова сега не е ништо послаба, можеби и е подобра. Овие иако символично името Багабонди, меѓутоа се вистински навивачи и поддржувачи на Рудар. И пак сега како што гледате тука им нема 100 гледачи. Рудар е спрема бројот на жители на градот е бил најпосетен на фудбалските надпревари. Ние со надпревари со Брегалница, со Победа, со Пелистер и со Тиквеш, со Работнички, имало тука и по 3000, иако градот броеше тога 6000. Потоа кога градот броеше 10.000, по 5000 одеа на надпревар да ја го следат. И затоа луѓето се желни овде во Пробив Штип, али во овој ранг толку ќе доаѓаат како до сега што доаѓаат. Меѓутоа да се надеваме дека благодарение на разбирањето на спонзорот кој што сега сака да помогне и дал обврска, така имам информации и се надевам дека ќе биде тоа еден предуслов за враќање на некогашната слава на Рудар. Јас ви благодарам. Еве ги комплетните резултати од ова 24-то коло. Овчепале Василово 0:0. Рудар 1947, Кит Го Пекчево 1:4. Брегалница Голак Малеш 1:0. Осогово Направо Здраве Радово 4:1. Беласица Слог 1934 11:0 и Плачковица Каменица Саса 2:0. Табела. Беласица е прва со 58 бодови. Следуваат Плачковица и Осогово на второто и третото место со ист број на бодови по 54. Четврто место Каменица Саса 46. Петото и шестото место го делат Кит Го Пекчево и Овчепале кои имаат по 41 бод. Седмо место Брегалница Голак и на осмото Направо Здраве Радово имаат по 27. Девето место Василево со 25. Десето место Малеш 22. 11-то место Тиверија 20, исто толку има и на 12-тото работник Џумаилија. 13-то место Рудар 1947 со 17 и на последното 14-тото место Слога 1934 со 14 освоени бодови. Првенството во третата фудбалска лига Исток продолжува во недела 23 април, кога на програмата ќе видат надпреварите од 25-тото коло. Камерата на Ирис телевизија ќе биде повторно во Пекчево, овој пат на надпреварот Кит Го Пекчево Василево. До тогаш, драги гледачи, останете со здравје и уживајте во спортските репортажи на Ирис телевизија. Пријатно! Браво!